Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски бесрамно тргуваат со националните интереси на Република Македонија на сметка на амнестија за криминалите на фамилијата. Мицковски вчера неодговорно и срамно избега од решение. Иако ВМРО ДПМН со години се залагаше за референдум за договорот со Грција, Мицковски вчера бесрамно го услови договорот и идниот референдум со амнестија на криминалите на ВМРО ДПМН. Христијан Мицковски одби да се откаже од својата намера, преку бојкот да се обидува да ги уништува ЕУ и НАТО перспективите на граѓаните на Република Македонија. Заради амнестија на криминалот, Мицковски вчера се обиде да ја турне Македонија во изолација и неизвестност, во темното минато на криминал. Почитувани граѓани, колку и да се трудат, ВМРО ДПМН и Мицковски нема да ја закочат иднината на македонските граѓани. Македонија со своите граѓани од сите етнички заедници кои живеат овде, одат напред, таму каде што припаѓаме, во Европската Унија и НАТО, рамо до рамо со големите сили. Како одговорна партија, заедно со сите политички субјекти кои се на страната на НАТО и ЕУ, ќе овозможиме волјата на граѓаните да биде целосно испочитувана и реализирана. Ќе победи волјата на граѓаните, ќе има државна изборна комисија, ќе има и референдум, но амнестија на криминалот и криминалците никогаш нема да се случи. Ви благодарам. Повелете. Каде запна вчера вечерта разговорите меѓу работните групи, ако беше веќе се договорено во оној прв дел законна влада и техничка влада? Од она што имавме прилика да го слушнеме и да го видиме, веројатно, за жал, работата запнала во делот на амнестија за криминалот и за криминалците. Нашиот став како партија, како владеачка партија е јасен. Амнестија за криминалци никогаш. Ви благодарам.